самото отварање на оваа тема е многу болно се уште кај нас. Се уште е на некој начин табу тема дека од простор кај нас кој што е напуштен, кој што бил со некоја намена порано, не може ништо да се направи, тој треба да се бутне, да се изградат згради. Истражувајќи, размислувајќи, додавме до заклучок дека имаме недостаток на простори за млади и едноставно студентски град би било можеби соодветна намена за овој простор. Скопје со толку голем број на факултети, навистина нема простор каде што можат студентите од различни факултети да се соберат, да се дружат, да направат некој заеднички проект, значи тоа да се крене на едно повисоко ниво. Кога ќе се прошетаме низ овој простор, ќе видиме дека тука вирее со културата. Просторот е препознаен од многу стрит арт уметници, тука се снимени многу спотови, многу фотосесии се имаат случајно тука, така да можам да кажам дека овој простор е препознаен од младите. Значи, го имат таргетирано, го имат обележано на некој начин преку овие графити и може да се каже дека овој простор е на некоја во виртуелна реалност можеби е и веќе просторот за млади. Дефинитивно би можела да замислам како речното корито на Вардар Првин тука е средено. Може да се помине со точак од МКЦ да се дојде преку велосипедска патека по Кеј до Купром, песочна плажа каде што млади одмараат, се дружат. Понатака гледаш луѓе кои вежбаат јога, кои спортуваат. Вистината е дека тоа е реално, доколку навистина се вклучат и владата, институциите и младите да работат заедно за оваа цел. Скопје, колку што знаеме, се подготвува да биде кандидат за град на култура Скопје 2028. Има доволно време до тогаш да се покажеме и барем еден ваков простор да ревитализираме, да го пренамениме за култура и образование и навистина да го заслужиме, да ја заслужиме таа титула.